Беше тоа на 27. јануари 1936 година, кога е одржана лицитацијата за градење на делница на државниот пат број 1, Белград, Ниш, Скопје, Гевгелија. На 27. јануари 1949 година во Скопје, во Македонскиот народен театар е прикажана првата балетска представа Валпургиска ноќ од францускиот композитор Шарл Гуно. Кореограф беше Георги Македонски, диригент Трајко Прокопиев, сценограф Василije Поповиќ Цицо, а нацртот на костимите беше на Милица Бабиќ Јовановиќ. Беше тоа на 27. јануари 1954 година, кога е регистрирана најниската температура во Македонија. Во Берово тогаш се измерени минус 31,5 степени Целзиусови. На 27. јануари 1991 година, Собранието на Република Македонија со тајно изјаснување и со мнозинство гласови за председател на Републиката го избра Киро Глигоров, прв председател на самостојна Република Македонија. Беше тоа на 27. јануари 1993 година, кога во селото Бистрица Битолско умре Благоја Фотев, учесник на првото заседание на АСНОМ, прв повереник за финансии, а потоа и за земјоделство во владата на Народна Република Македонија. Од 1947 до 1950 година председател на Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија. Беше борец за идеите на ВМРО Обединета и активен популаризатор и толкувач на идеите на движењето Манапо. Роден е во селото Герман, Леринско на 14. август 1900 година. На 27. јануари 1995 година Република Молдавија и Република Македонија воспоставиле дипломатски односи. Беше тоа на 27. јануари 1995 година, кога во Скопје умре Лилјана Белева, македонска писателка, познати и се делата Моето парче и земја, Жолтата амфора и Перниче од ружи. Родена е во Заечар на 23. март 1940 година. На 27. јануари 2005 година Генералното собрание на Обединетите нации одлучи да им се одава почит на жртвите на Холокаустот на 27. јануари. Македонија, преку изградбата на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија, отворен во Скопје во 2011 година, на местото на некогашното еврејско мало, создаде место за сеќавање на 7148 убиени евреи со потекло од Македонија за време на Холокаустот. Во знак на сеќавање на депортираните македонски евреи, во март 2011 во Скопје беше отворен Меморијалниот центар на жртвите на Холокаустот, кој е еден од 4 такви во светот, покрај центрите во Израел, Германија и во Соединетите Американски држави. 27. јануари е меѓународен ден на комеморација на жртвите на Холокаустот.